Во претходната проповед почнавме со обработка на книгата Неемија, во која што се запишани настани кои што се случиле отприлика пред 2500 години на Блискиот Исток, конкретно главното дејство се случува во градот Ерусалим. И иако оваа книга е и временски и локацијски, би може да речеме далеку од нас, сепак во неа има важни поуки, лекции кои што ние можеме денеска да ги научиме, да ги примениме и со тоа духовно да напредуваме и да живееме согласно Божјата волја. Но, ако може да кажеме, главната тема во книгата Неемија е реформата која што Бог преку Неемија ја иницираше во градот Ерусалим, повторно ќе напомнам, пред околу 2500 години. Првично таа реформа се однесуваше на обновата на ѕидовите кои што беа срушени околу градот Ерусалим, ама кога се заврши таа обнова, таа инфраструктурна обнова во Ерусалим, потоа Неемија продолжи на духовна обнова, духовна и морална обнова помеѓу народот. И денеска ние имаме извештај за како сето тоа одело во онаа книга од Стариот Завет која што нарекуваме книгата Неемија. И во претходната проповед размислувавме за тоа како оваа книга не соочува со реалноста на рушевините во нашите животи. Првично, да, во Ерусалим читаме за обновата на тие буквални рушевини кај ѕидините околу градот Ерусалим, ама рековме дека тие рушевини на некој начин се слика на сето она кое што во нашиот живот е срушено како резултат на гревот, било да е наш грев личен, било да е гревот можеби на оние со кои што го делиме животот, или пак оној општ човеков грев поради кој што имаме страдања и така натаму во овој свет. Така што книгата Неемија е релевантна бидејќи не соочува со релевантни теми за нашите животи, конкретно рушевините. И секој еден од нас има искусено рушевини, многумина од нас можеби моментално се соочуваме со некакви рушевини и секој еден од нас ќе се соочи со некакви рушевини. И верувам дека преку проучувањето на оваа книга ќе сватиме која е Божјата волја, како да се соочиме со тој аспект од нашите животи. Чисто само да ве потсетам каде се наоѓаме во книгата Неемија. Значи, минатата проповед почнавме со обработка и еве што се случи, еве зашто размислувавме. Неемија е човек, или беше човек кој што живееше во градот престолнина Суза, персискиот град престолнина Суза. Таму работеше како винар на персискиот цар, односно пред царот да се напие нешто, Неемија беше тој кој што требаше да го проба тоа нешто, тој пијалок, да се осигура дека никој не се обидува да го отруе царот. Значи, имаше опасна работа, секојдневието му беше неизвестно, он ќе станеше, ќе се спремеше за работа, ќе отидеше пред царот, ама не беше сигурен дали ќе се врати дома жив. Ама сигурно беше доста добро платена работа и беше работа која што му даваше да има сигурно добра и влијателна позиција во општеството. И сега во еден момент кај Неемија доаѓа неговиот брат Ананија и некои други мажи и Неемија ги прашува каква е состојбата во градот Ерусалим. Зошто го прашува ова? Затоа што отприлика 140 години претходно градот Ерусалим е уништен, е срушен, неговите ѕидови се срушени, храмот е уништен, куќите се уништени, е уништен од страна на вавилонскиот цар Навуходоносор. И сега 140 години подоцна Неемија всушност се наоѓа во тој град престолнина персиски, затоа што во негово време вавилонскиот цар ги зема оние што се квалитетни и агилни луѓе, ги зема во Вавилон за да му служат таму. По некое време Вавилон Вавилон е окупиран и освоен од Персиското царство, значи сега веќе Персија е главната сила во тој дел од светот. Неемија знае за Ерусалим само од слушање, бидејќи од моментот кога градот е уништен, до моментот кога доаѓаме до оваа книга, до случувањата од оваа книга, поминуваат 140 години. Значи, Неемија е роден надвор, е роден можеби во Вавилон најверојатно и потоа продолжува да живее во Персија. Ама за Ерусалим само слушал каква била состојбата. Слушал дека од повозрасните, тоа се пренесува од генерација на генерација, слушал дека градот бил уништен. И сега доаѓа неговиот брат
доаѓаат други луѓе кои што најверојатно живееле таму или во таа околина и он ги прашува каква е состојбата во градот. И они му викаат состојбата е за никаде. Ѕидовите се срушени, портите се со оган изгорени и народот кој што живее во градот Ерусалим е во голема неволја. И Неемија вели дека кога дозна, тоа го читавме во претходната проповед, кога дозна за таа состојба, вика дека жалел, плачел, постел и се молел. И жалењето, постењето и молитвата беа неговите механизми за справување со кризи. И тоа е на тема која што отворивме во претходната проповед, дека секој еден од нас има механизам за справување со кризи. Сите ние имаме кризи и сите ние имаме механизми за справување со кризи. Кај некој механизмот за справување со криза е одреден порок. Кај некој е негирање на реалноста на таа криза. Кај некој е игнорирање, се права дека таа криза воопшто не постои. Некои луѓе вперуваат прсти. Да, има криза, ама јас не сум крив, некој друг е крив. И така натаму, има различни механизми. Ама верувам дека Неемија ни дава, сигурен сум дека Неемија ни дава многу добар пример, дека кога ќе се соочиме со некаква криза во животот, добро е да се жали, добро е да се тагува, добро е да се плаче, он плачеше. Ама да не останеме само на плачење. Туку да одиме чекор понатаму, ако Бог не води да постиме, најважното е да му се молиме на Бог и да бараме решение од Него. И во Неемија глава 1 стих 4, Неемија вели дека неколку дена бил нажален и постел и се молел. И јас верувам дека во тие неколку денови додека се молел, тој може би искажувал различни молитви, ама сега ќе почнеме да читаме од 5 стих, денеска ќе читаме од 5 до 9 стих, ќе читаме дел од неговата молитва и верувам дека оваа молитва која што е запишена до 11 стих, ама останатиот дел ќе го обработиме следната проповед, ама оваа молитва е некако резиме на сето тоа што тој го барал тие неколку денови. И преку молитвата на Неемија имаме што да научиме. Имаме што да научиме за Бог, што да научиме за самите нас, за кризите со кои што се соочуваме, за рушевините во нашите животи. И она што Неемија го прави е наместо да ги преземе нештата во своји раце, тој доаѓа кај Бог и бара од Бог решение. Сега, нашиот народ вели дека нивата не бара молитва, туку мотика. Учењето на Светото Писмо е дека пред да се фатиш со мотиката, добро е да одиш во молитва кај Бог. Учењето на Светото Писмо е дека нивата бара молитва, па потоа мотика. И тоа е она што Неемија го прави. И тоа ќе го видиме и во оваа проповед, и во оваа проповед можеби не толку многу, ама во следните проповеди ќе видиме како Неемија не вика само Господе ти помагај и се седи со скрстени раце, туку Неемија свесен е дека можеби самиот тој има некаква одговорност, нешто што тој може да направи и затоа бара од Бог да го благослови, да благослови таа негова идеја да направи нешто во однос на состојбата во градот Ерусалим. Односно, во молитва Неемија бара од Бог да ја благослови неговата работа, условно кажано, со мотика. Сега, значи, Неемија глава 1 стихови 5 до... Денеска ќе ја прочитаме целата молитва, чисто да не застануваме на средина, ама нема да обработиме целата молитва. И таму Неемија вели вака. Значи, Неемија, отворете, пред вас имате Библија, ако сакате, глава 1 стихови 5 до 11. И тој вели вака. И реков, Господи Боже небесен, Боже величествен и страшен, кој го пазиш заветот и милоста кон оние што те сакаат и постапуваат според Твоите заповеди. Ушите Твои нека бидат внимателни и очите Твои отворени, за да ја чујат молитвата на Твојот слуга, со која сега се молам дење и ноќе пред Тебе за синовите Израелови, слугите Твои, и се исповедувам за гревовите на синовите Израелови, со кои сгрешивме пред Тебе. Сгрешивме јас и домот на мојот татко. Ние станавме престапници пред Тебе и не ги запазивме ни заповедите, ни наредбите, ни законите што ги беше дал на Мојсей, Твојот слуга. Но присети се на зборот што му го беше дал на Мојсей, Твојот слуга, велејки: ако станете престапници, ќе ве растурам меѓу народите.
А кога ќе се обратите кон мене и ќе ги пазите моите заповеди и ќе ги извршувате, тогаш, макар да сте изгонети и на крајот од небото, и оттаму ќе ве приберам и ќе ве одведам на местото што сум го одбрал, за да го воведам таму името свое. А тие се твои слуги и твој народ што си го откупил со големата своја сила и со моќната своја рака. Ти се молам, Господи, нека биде увото Твое внимателно кон молитвата на Твојот слуга и кон молитвата на Твоите слуги, кои сакаат да го страхопочитуваат името Твое. Помогни му денес на Твојот слуга и воведи го во милоста пред очите на тој човек. Тоа е молитвата и Неемија заклучува со зборовите. Тогаш јас бев винар кај царот. Тогаш јас бев винар кај царот. Убава молитва, во која што Неемија, мислам дека јасно што бара од прилика, што бара, што сака да каже. Првично се исповеда, првично го слави Господа, потоа се исповеда за гревовите на народот и бара начин како состојбата во градот Ерусалим да се подобри и народот да застане на нозе. Сега, во денешната проповед една од главните теми ќе ни биде токму молитвата. И знаете, еден од најдобрите показатели за духовната состојба на една личност е молитвата. Не неопходно исповедта на верата, туку молитвата. И кога велам дека молитвата е добар показател за каква е духовната состојба на поединецот, некои од вас претпоставам ќе си помислат, важно е колку често човек се моли. И јас велам, да, важно е колку често се моли една личност. Ама уште поважно од тоа, јас би рекол, важно е како таа личност му пристапува на Бога во молитвата. Односно, кои се нештата кои една личност во молитва ги бара од Бог. И зошто го нагласувам ова? Затоа што денеска ќе размислуваме за содржината на молитвата на Неемија. И кога велам дека е важно човек колку често се моли, ама уште поважно би рекол што е тоа што го бара од Бог, дозволите ми да ви објаснам што сакам да кажам. Некој може да се моли и по 20 пати на денот за нешто што е погрешно во Божите очи. За нешто што е спротивно на Божјата волја. И таа личност може не 20 и 200 пати денеска да се моли, ама ако е спротивно тоа што го бара на Божјата волја, какво е фајдето, каква е ползата од таа молитва? Од друга страна, некој денеска можеби ќе се помоли само еднаш на Бог. Ама ако таа молитва е согласно Божјата волја, ако таа молитва е според она што Бог го сака и тоа што не му е мило, јас ќе речам дека таа молитва му е многу поугодна на Бог во споредба со овие 20, 30 и 50 пати на некој друг што моли нешто што Бог едноставно не сака да му го даде, бидејќи е погрешно и е штетно за таа личност. И тука доаѓаме до една молитва која што би рекол дека е навистина добар показател за тоа како Неемија гледа на Бог. Како Неемија гледа на себе си, на неговиот народ и на околностите во кои што се наоѓаат. И таа молитва е добар показател за зрелоста на неговата вера. Бидејќи, знаете, едно е ние да исповедаме верата и да кажеме, еве во што јас верувам, и тоа е во ред, окей е тоа, ама друго е кога таа вера ја покажуваме преку молитва тогаш кога никој не слуша. Тогаш кога доаѓаме кај Бог и го излеваме своето срце. Молитвата е всушност тоа, тогаш кога е искрена, излевање на своето срце пред Бога. И во тоа излевање на срцето пред Бога, ние не можеме цел живот да бидеме лицемери. Кога тогаш ќе излезе од нас тоа што на вистина, она по кое што на вистина нашите срца копнеат. И тука гледаме што е тоа по кое што копнееше срцето на Неемија. И сега забележете неколку аспекти додека обработуваме оваа молитва на Неемија. Првото е дека иако, дознава Неемија за ужасната состојба во Ерусалим. И иако он има мака, има некаков проблем, има нешто што го тишти, кога доаѓа кај Бог во молитва, Неемија не започнува со Господе помагај. Леле Господе во колку лоша состојба е градот Ерусалим. Не, туку започнува со
Господи, Боже небесен, Боже величествен и страшен, кој го пазиш заветот и милоста кон оние што те сакаат и постапуваат според Твоите заповеди. Не започнува со проблемот, туку со Бог. Одавајќи му слава и чест на Бог. Го нарекува небесен, величествен, страшен, индиректно го нарекува верен, милостив и така натаму. Не избрзува со барања, туку прво доаѓа со слава, со благодарност за тоа кој е Бог. И знаете, одавањето слава и чест на Бог при самиот почеток од молитвата е многу добар начин да се почне било која молитва. Не дека Бог нема да ги слушне нашите молитви, ако не му кажеме Боже небесен, семоќен, величествен, верен, милостив и така натаму. Бог повторно ќе ги слушне молитвите. Ама има причина зошто е добро да почнеме со Бог, а не со нашите проблеми. И патем кажано, тој терк на молитва го имаме и при Оче наш. Молитвата Оче наш не започнува со Оче наш, лебот наш насушен дај ни го и денес. Не започнува со барање. Туку Оче наш, кој си на небесата, ти си небесен. Се свети името Твое, да дојде царството Твое, Твоето име е свето, Твоето царство, ти си цар, го бараме Твоето царство, сакаме Твојата волја да се исполни, му даваме славата на Бог, покажуваме дека не доаѓаме само за барање, туку доаѓаме првично да му дадеме слава на Бог. Јас верувам дека тоа е многу важно при нашите молитви. И оваа листа која што на Божји атрибути, која што Неемија ги спомнува, не е целосна. Има уште многу работи кои што може да се кажат за Божјиот карактер, за Божјиот интегритет, за тоа кој е Бог. Може кога му се обраќаме на Бог да кажеме Боже, ти си оној кој што простува, ти си оној кој што обезбедува, ти си оној кој што не сака, ти си оној кој што не спаси и така натаму, но кога нашите молитви ги започнуваме со Бог, а не со самите нас, со тоа кој е Бог и колку е голем и колку е величествен Бог, ние на некој начин се подсетуваме кој е тој на кој што му пристапуваме во молитва. Дека не му пристапуваме на некој слаб Бог, на некој немоќен Бог, на некој кој што, кој знае дали не слуша или пак не слуша. Не му пристапуваме на некој Бог кој што лаже, на некој Бог кој што е суров. Не, туку Бог кој што зборува вистината, Бог кој што останува верен, Бог кој што е милостив, Бог кој што простува, Бог кој што не сака, кој што е Бог на нови шанси и така натаму. И кога доаѓаме кај Бог, одавајќи му прво слава, јас би рекол дека ние имаме на некој начин како плодна почва, во која што верата во нашето срце може да расте, подсетувајќи се на големината на Бог, а не на големината на проблемот. Знаете, често нашиот проблем е во тоа што ние кога доаѓаме кај Бог во молитва, кога ќе ни згусне, кога има некоја криза, ние викаме, Господе, помагај, овој вака ми направи, Господе, помагај ме отпушти од работа или ми каже дека ќе ме отпуштат, Боже, помагај таа личност, тоа го направи, Боже, помагај, ваква е состојбата во светот или во државата и ја не викам повторно, ќе кажам, не викам дека тие молитви се погрешни. Ама некој пат премногу се фокусираме на проблемот и на тоа колкав е проблемот, а многу малку се насочуваме на тоа кој е Бог. Колку Бог е голем. Колку Бог е величествен. И еден автор вели дека самиот факт што така и пристапуваме на молитвата, каде што повеќе зборуваме за нашите проблеми и за нашите рушевини, ако може да кажам, а се помалку и помалку му даваме слава и чест на Бог, еден автор вели дека тоа е многу добар показател дека премногу сериозно ги сваќаме проблемите во животот, а не доволно сериозно го сваќаме Бог. И јас верувам дека тоа е вистина. Верувам дека тоа е многу добра и соодветна диагноза. Ќе чекор понатаму и ќе кажам дека таа човекоцентричност која што се има провлечена во црквата, се пројавува преку молитвите, се пројавува некогаш преку песните кои што ги пееме, каде што повеќе пееме за како ние се чувствуваме, што ние мислиме и така натаму, наместо да имаме песни кои што го величаат Господ таков каков што е.
Исто и во проповедите. Таа човекоцентричност кај што се е насочено кон самите нас, ние само. Ние сме во центарот на вниманието, тоа се покажува и преку проповедите. Каде што ние сакаме да слушаме проповеди кои што повеќе се однесуваат на како ти се чувствуваш за некои работи во животот. Што ти мислиш, тебе да ти биде добро и така натаму. Наместо да зборуваме за Божјата слава, Божјата големина. А знаете, кога зборуваме и за Божјата слава и за Божјата големина, за тоа кој е Бог, тоа секако има практична примена која што е за наше добро. Ама Неемија во овој случај го прави токму тоа. Започнува со Бог. И знаете, кога така почнуваме кога така ги почнуваме нашите молитви со Бог, со тоа кој е тој, јас верувам дека нашата вера ќе се зајакнува. Дека нашата вера ќе расте. И дека подсетувајќи се кој е Бог и колку е тој голем, ќе сватиме дека нашите проблеми, нашите рушевини, нашите кризи, не верувам дека не се важни, важни се. И верувам дека и тебе ти се важни, тебе ти е важна таа криза или тие рушевини, важни му се и на Бог ако тебе ти се важни. Ама ако ќе се подсетиме на неговата големина, од денаш ќе сватиме дека таа рушевина е мала во споредба со Бог. Споредба со кој е самиот тој. Сега се надевам дека нема да ме сватите погрешно. Јас не велам дека Бог ги слуша само таквите молитви. И знаете, исто така сакам да напоменам дека кога велам важно е како му се обраќаме на Бог и што бараме од Него, јас не зборувам за некоја елоквентно, за тоа дека кога ќе дојдете кај Бог, вие мора да цитирате библиски стихови пред Него, дека мора да користите старогрчки или еврејски зборови за да го воодушевите Бог. Не. Поентата ми е како ние го гледаме Бог и како ние му се обраќаме на Бог и што ние мислиме за Него и што ние очекуваме од Него. А што мислиме и што очекуваме од Него, во голема мера ќе зависи од тоа колку добро го познаваме преку Светото Писмо. Но, има еден момент кој што исто така сакам да го напоменам, а тоа е дека Бог ги слуша и оние молитви кои што не ги започнуваме со Боже небесен, Боже славен, Боже величествен, ти си верен, ти си милостив и така натаму. Бог ги слуша и тие молитви. И ќе ви дам еден добар пример. Кога апостолот Петар побара од Господ Исус да оди по вода. Сеќавате, еднаш учениците отидоа со бродчето, Христос ги пресретна и одеше по вода и апостолот Петар му рече: ако си ти, тогаш направи јас да дојдам кај тебе по вода. И он тргна, ги виде брановите, почна да тоне и се сеќавате на неговата молитва. Неговата молитва беше: Господе, спаси ме. 3 зборови. Господе, спаси ме. И Господ што направи? Му рече: не, Петре, не. Ти треба да кажеш: Господе, величествен, небесен, всемоќен, милостив, оној кој простува, оној кој спасува. Ако ќе ги наредиш сите мои атрибути, тогаш јас, еве ти рака, ќе те спасам. Не. Господе, спаси ме и Бог го спаси, и Господ Исус го спаси. Иако беше кратка молитва, ја слушна. Но, сепак, би рекол, кога има прилика, кога има можност, кога не е нешто итно, добро е да почнеме со Бог, а не со спаси ме. Добро е да почнеме со неговата големина, со неговата величественост, да почнеме да го славиме Него пред да почнеме да зборуваме за нашите проблеми. И токму на таква молитва мислам дека има понатаму во Неемија. Кога Неемија побара од царот, кога царот го праша Неемија што сака да добие и да му даде во однос на состојбата во Ерусалим и така натаму, Неемија кога го слушна тоа прашање вели: јас му се помолив на Бог и му кажав на царот. Тоа било молитва од неколку секунди. Немало, предпоставам, тогаш време за Боже небесен, величествен и страшен, туку било: Господе, дај ми мудрост, Господе, помогни ми, или што и да е. Не е запишана таа молитва, ама прилично сум сигурен дека била кратка. Има простор, има место и време и за кратки молитви. Ама кога имаме време, кога не сме во самиот момент, кога нешто мора да се одлучи, нешто мора да се изреагира, кога имаме време, добро е да започнеме со Бог, добро е да го славиме пред да зборуваме за нашите проблеми.
И знаете, мене ми се допаѓа што во нашата заедница, оние кои што се одговорни за молитвениот час, иницира уште пред година дена или две, не ме држите за збор, ама иницира една многу добра и многу важна идеја во однос на молитвените. А тоа е дека секој последен четврток од месецот, за време на молитвените часови, ние нема да доаѓаме кај Бог со барања, туку ќе доаѓаме кај Бог со благодарност. И тоа е време кога не се споделуваат молитвени потреби. Тоа е време кога обично на молитвен час се вели во ред, која е твојата молитвена потреба? Имаш ли нешто за кое што сакаш да се молиме? На последниот четврток, тој последен четврток од месецот, нема која е твојата молитвена потреба, туку повеќе зашто сме благодарни на Бог. Со други зборови, не доаѓаме кај Бог само за да бараме нешто од Него, доаѓаме за да го славиме. За да го славиме за Неговите дела, за тоа кој е Тој, за тоа што Тој има направено. Тоа го прави Неемија на почетокот од молитвата. Го слави Бог за тоа кој е Тој. Да продолжиме понатаму. Значи, во вториот дел од оваа молитва, која беше првиот дел, потоа од 6 и 7 стих, Неемија го бара Божјото внимание. Вика, ушите твои нека бидат внимателни на оваа молитва. И тука зборува Неемија, главната тема во 6 и 7 стих е кој е крив, кој е виновен за таа состојба во која што се наоѓа градот Ерусалим. Што мислите, кој е крив? Некој можеби ќе рече, знаеш кој е крив? Крив е Навуходоносор, вавилонскиот цар, кој што пред 140 години од прилика го обиколи градот Ерусалим, ги сруши зидовите и од тогаш градот е останат во таа состојба. Ама Неемија не го прави тоа. Кога Неемија зборува за виновникот, за состојбата во градот Ерусалим, он вика, ние сме криви. Ние сме виновни. И во стиховите 6 и 7, кои што се всушност само две реченици, Неемија на 5 различни начини објаснува како народот е крив, е виновен за состојбата во градот Ерусалим. И таму вели вака. Прво вика, се исповедувам за гревовите на синовите Израелови. Кој е крив? Синовите Израелови. Зошто? Веќе тие правеа гревови. Потоа, вели, со кој изгрешивме пред тебе? Значи, вели, направивме гревови, сгрешивме пред тебе. Истата поента, ама ја повторува. Трет пат, сгрешивме јас и домот на мојот татко. Четврто, ние станавме престапници пред тебе. И пети начин на кој што го објаснува тоа, вели, не ги запазивме ни заповедите, ни наредбите, ни законите што ги беше дал на Мојсей, твојот слуга. И како што можете да забележите, сите овие изјави се во прво лице. Една е во прво лице еднина, се друго е во прво лице множина. Со други зборови, Неемија вели, ние сме виновни. Народот кој што страда не е жртва. Не, народот си го бараше и си го доби. Народот те провоцираше тебе, Господе, со своите гревови и на крај, еве до кај стигна. Ама Неемија се кае затоа што сфаќа дека без покаяние нема обнова. Дека се додека нема покаяние кај народот, дека народот нема да се дигне од таа состојба, од тие рушевини во кои што е. И знаете, знам дека покаянието не е баш некоја тема за која што сакаме многу да слушаме во црква. Ние би секоја недела кога ќе си доаѓаме да ни се зборува за тоа како Бог не сака, како Бог има одлични планови за нашите животи, дека се им врви на добро на оние кои што го сакаат Христос и се повикани по неговата волја, и тие ни се убави теми за слушање, ама ако сакаме спасение и светост, мора да размислуваме за покаяние. Бидејќи без покаяние нема спасение. Така, тоа е основата на верата. Не можеш ти да бараш од Бог да те спаси, ако не признаеш дека си грешен. Од што да те спаси? Ако не си грешен, ако нема покаяние, ти не си свесен дека имаш потреба од спасение. Ама не само во однос на спасението, и во однос на светоста. Ако сакаме да растеме во светоста, ако сакаме да растеме
во познавањето на Бога, во тоа да бидеме се послични на Христос, бидејќи токму тоа е значењето на зборот христијани. Не е само јас правам одредени обреди. Не, јас станувам сличен на Христос. Ако сакаме да стануваме слични на Христос, без покаяние тоа не е возможно. Зошто? Бидејќи секојдневно грешиме. И затоа е добро да доаѓаме кај Бог и да бараме да бараме простување, да се каеме пред Него. Кога имаме некакви рушевини, зборуваме, размислуваме за рушевини. Кога имаме рушевини во животот, потребно е покаяние. Да преземеме одговорност за тоа, за состојбата во која што се наоѓаме. Толку колку што е нашата одговорност, ама сепак да преземеме одговорност. Знаете што е нашиот проблем? Тоа што ние многу често сме склони да одиме во сосема спротивна насока. И наместо да преземеме одговорност, ние префрламе одговорност. Другите ни се криви. Кој ми е крив? Крива ми е државата. Кој ми е крив? Криви ми се родителите. Кој ми е крив? Крив ми е пријателот, пријателката, шефот на работа и така натаму. Знам дека ова ќе простете ако ве боли ова што ќе го кажам, а ќе го кажам. Крив ми е бившиот сопруг или бившата сопруга и така натаму. Значи, сите се виновни, јас не. Сите ми се криви, јас не. Зошто сум во рушевини? Заради тој. Са не ме сваќате погрешно. Јас верувам дека има влијание или на тоа каде си во животот во одредени аспекти само, каде си се родил, во која држава, во кое семејство. Има влијание што другите кажале, направиле, некој ти забил нож во грб и тоа навистина те срушило и така натаму. Го сваќам сето тоа. Јасно ми е тоа. Прашањето ми е дали ќе бидеме доволно храбри со Божја помош, со Божјо водство да преземеме одговорност за тоа што е наша одговорност. Да, може би некој те повредил, ама ти имаш одговорност да не дозволиш таа повреда да ти го уништи животот. Да не дозволиш да цел живот да плачеш и да седиш во рушевини и така да ти помине цел живот. Да, може би некој направил нешто поради кое што ти си поради чие дело и последиците од тоа дело ти си во криза. Ама немој таа криза да те дефинира тебе и цел живот да седиш во тоа. Мислам дека сваќате што сакам да кажам. Ние имаме еден Адамов синдром. И тој Адамов синдром вели Ева е крива. Другиот ми е виновен. Јас не. Ама верувам дека е добро и тоа како е добро и полезно. Каде и да се наоѓаме во животот, со какви рушевини да се соочуваме во животот, да застанеме пред Бог и да речеме Господе, јас ќе преземам одговорност за тоа што е моја одговорност. Да, може би некој направи нешто со кое што ме повреди, ама помогни ми да се дигнам од тие рушевини, да се дигнам од таа состојба, од таа ситуација во која се наоѓам и да продолжам напред согласно Твојата волја. Да не биде дека цело време другите ми се виновни, а јас секој пат сум прав. И ако ми дозволите, ќе го префрлам овој во црковен контекст. Колку често во црковниот контекст, кога нешто не чини, кога ќе забележиме дека нешто не е поправено, нешто не е донесено, нешто не е како што треба, одма се обидуваме да префрлиме одговорност. Тој си одговорен за тоа, или друг си одговорен за тоа, наместо да земеме и да речеме, во ред, ако нешто не е донесено, ако нешто не е направено, можам ли јас некако да придонесам? Можам ли јас да преземам одговорност и да речам, еве, јас некако ќе помогнам во таа ситуација, во тоа што недостасува. Поентата ми е, добро да се преземе одговорност. Наместо да се префрла одговорност. Се додека префрламе одговорност, ќе си тапкаме во место. Моментот кога ќе преземеме одговорност, свесни дека другите може би ни наштетиле, ама свесни дека повторно, како ние ќе реагираме на тоа што другите го направиле, е наше. И јас верувам дека Бог сака да го разбереме тоа. Бог сака да го сватиме тоа не само на ниво на информација, туку на ниво на принцип кој што ќе го промени нашиот живот. И
Сега има уште нешто што сакам да го напоменам пред да може би привршуваме. Ама во христијанската теологија има една гранка што се нарекува типологија. И еве што поучува таа типологија. Дека одредени старозаветни ликови, настани, случки се предслика на Господ Исус Христос. И во овој дел од молитвата на Неемија имаме токму такво нешто. Имаме предслика на Господ Исус Христос, на неговата личност, на неговата улога, на неговата служба. И сигурно забележавте дека Неемија вели: "Сгрешивме јас и домот на мојот татко." Така, ги забележавте тие зборови. Сгрешивме јас и домот на мојот татко. Мислам како претходно ја спомнав хронологијата, ама градот Ерусалим беше уништен од прилика 140 години пред Неемија да ги каже овие зборови. Што значи дека кога градот Ерусалим беше уништен, Неемија не ни беше роден. А сепак, вели сгрешивме кој? Јас и домот на мојот татко. Домот на мојот татко се однесува на целиот народ, израелскиот народ. Ама зошто Неемија самиот се вклучува во сите ни, во виновниците? Ова е сличноста со Господ Исус Христос. Ова е таа типологија, таа предслика на она што Господ Исус Христос го направи. Неемија се поистоветува со гревовите на народот и на сличен начин, неколку векови подоцна, Господ Исус Христос ќе дојде на оваа земја, ќе земе тело, ќе живее помеѓу народот и на крстот на Голгота ќе се поистовети со луѓето и ќе плати за нивните гревови. Ќе се поистовети со гревовите на народот. Не само тоа, како што Неемија се застапува за народот пред Бог. На ист начин, Христос, Светото писмо вели дека е нашиот првосвештеник, оној кој до ден денешен се застапува пред небесниот Бог за оние кои што му веруваат. Значи, со овој негов став, Неемија мислам дека дури не знаејќи, сигурно не знаејќи, он е еден вид на предслика за службата, за делото и службата на Господ Исус Христос. И доаѓаме до последната точка, а тоа се Божјите ветувања. Стих 8 започнува со зборот "но". Не знам кои се вашите омилени библиски зборови. Јас ги сакам зборовите милост, благодат, љубов и така натаму. Ама "но" ми е еден од најомилените зборови во Библијата. Зошто? Бидејќи многу често тој сврзник, тоа мало зборче "но", е мост помеѓу лоша и добра вест. И така и во случајов. Неемија зборува за гревовите на народот и одеднаш вели "но". Присети се на зборот што му го беше дал на Мојсеј твојот слуга велејки. И тука го цитира ветувањето кое Бог му го даде на Мојсеј. Лошата вест е дека народот потфрли, дека народот го испровоцира Бог, дека Бог ги опоменуваше, народот не сакаше да се промени и Бог го дисциплинираше народот. Но, добрата вест е дека Бог даде ветување, дека дури и тоа да се случи, ако тие се покајат, Бог ќе ги врати назад во земјата. И во овој дел од молитвата Неемија се повикува на ветување кое што Бог му го даде на Мојсеј. Му вели: "Но присети се на зборот што му го беше дал на Мојсеј." И ова присети се не значи Боже ти заборави, ама чекај ве сега, јас се сеќавам, ти си заборавил, имаш многу работа, јас се сетив да те подсетам. Не. Бог секако ќе го исполнеше ова ветување, кога народот ќе се свртеше кон него. Кога Неемија вели Боже присети се на тоа што му го каже на Мојсеј, он на некој начин вели: "Господе, те молам, почни да го исполнуваш во наше време, да го исполниш тоа ветување." Како он знаеше дека Бог ќе го исполнеше тоа ветување, ама Неемија вели: "Би сакал", слободно толкување или превод на оваа молитва, "би сакал, Господе, сега, во наше време, да го исполниш тоа ветување." И во стиховите 8 и 9,
што ги читавме преска, тука Неемија го цитира тоа ветување кое што Бог му го дал на Мојсей. И кога ќе ја прочитате оваа молитва, верувам ќе забележите, се надевам ќе забележите колку добро Неемија го познавал писмото. Значи Неемија не бил некој кој што слушнал само за Бог тук таму. Не, бил човек кој што го познава писмото. И зошто го нагласувам ова? Затоа што убеден сум дека доброто познавање на Светото Писмо ќе води кон квалитетен молитвен живот. Много е важно. Важно е да го познаваме Светото Писмо и од перспектива на тоа како му пристапуваме на Бог, како му се молиме на Бог. Тоа не значи дека човек кој што никогаш не го отворил Светото Писмо, дека не смее да се моли. Ама оној кој го познава Светото Писмо, кој го чита, кој што размислува за него, кој што го студира Светото Писмо, ќе знае кој е Бог, ќе знае што Бог и не кој е Бог во целост да го познава, ама ќе има познавање на Бог, ќе има познавање на неговите зборови, на неговите ветувања, на тоа што му е на Бог мило, што е Божјата волја, и тоа го гледаме кај Неемија. Познавањето на Светото Писмо е многу полезно помагало за нашиот молитвен живот. Полесно помагало е за христијанскиот живот, општо. Кога знаеш што Бог сака и знаеш како да се поставиш во една ситуација или да не се поставиш во една ситуација. Ама исто така го подобрува и молитвениот живот. Сега, ако си некоја личност која што ќе речеш, знаеш што, јас не сум читал Светото Писмо, дури можеби и се плашам да го читам Светото Писмо, бидејќи не знам дали ќе го разберам и така натаму. Јас би ти рекол, немој тоа да те спречи во твоите молитви. Продолжи да му се молиш на Бога или почни да му се молиш на Бога. Бог не ти вика, ти треба да знаеш 10 стихови на памет, па да дојдеш да ми се обратиш мене. Не. Таму каде што се исто тоа, со сето знаење и незнаење што го имаш, ако е искрена твојата молитва, со тек на време ќе знаеш како треба да се молиш и ќе читаш повеќе Свето Писмо и ќе знаеш што му е угодно на Бог, што треба да бараш, а што не треба да бараш. Така што, ако немаш познавање на Светото Писмо, не се грижи. Бог те сака. Бог ќе ги слушне твоите молитви. Ама би те охрабрил. Не викам дека ќе ги услиша твоите молитви, ќе ги слушне. Ама би те охрабрил. Почни да го читаш Светото Писмо. Неемија го знаеше писмото. Тоа што во негово време беше писмо. Беа Тората, пророците, некои историски книги. Ама имаше познавање на тоа што Бог го има кажано. Кога имаме познавање на тоа што Бог го има кажано, тоа во голема мера ќе влијае, ако го прифатиме со вера, на начинот на кој што живееме, ама исто така и на начинот на кој што се молиме. Затоа велам, познавањето на Светото Писмо, кога е познавање кое што се прифаќа со вера, го менува христијанскиот живот, го менува на подобро. И затоа, речиси, секоја недела од оваа проповедална го велиме тоа и ќе продолжиме тоа да го кажуваме. Читајте го Светото Писмо. Читајте го Светото Писмо. Бејќи тоа е книгата која што Бог ни ја дал, за да знаеме како да живееме живот кој што нему му е угоден. Жална реалност, трагична реалност е кога денес христијаните повеќе знаат за политика, повеќе знаат за спорт, за шоу бизнис, за некои клипчиња кои што се вртат по интернет, некои смешни клипчиња или слики, така натаму. Знаеме за спорт, за бизнис, за политика, за се и се што знаеме повеќе, отколку за Светото Писмо. Јас не велам дека овие други гранки не треба да ги знаеме, други сфери од животот дека не треба да имаме познавање од нив. Ама жално е кога христијанинот повеќе знае за случувањата во светот, повеќе знае за тоа што го има на вести, повеќе знае за тоа што го пишува на интернет, за најнови трачеви, за најнови вести, за кој што кажал, кој што направил, кој политичар како изреагирал, што ветил, што не ветил. Жално е кога знаеме повеќе за тие работи, отколку што знаеме за Светото Писмо. И врз основа на тоа што за жал таква е реалноста, што христијаните повеќе знаат за други работи, отколку за Бог, за неговиот збор. Не треба да не чуди.
во какви состојбини се црквите. Не треба да не чуди во каква состојба ни е државата. Бидејќи имаме христијани кои што не си го познаваат Христос. Што очекуваме? Очекуваме духовен напредок. Очекуваме моралниот стандард во општеството, во црквата и во општеството да биде на некој високо ниво. Врз основа на што? Па не го познаваме оне кој што го исповедаме. Знаеме информации за многу други сфери и области од животот, ама него не го познаваме. Неемија го познаваше Бог. Познаваше, знаеше за Бог. И затоа така му пристапуваше, затоа ги бараше овие нешта. Зошто? Бидејќи го знаеше Божјото срце. И тука некаде доаѓаме при крајот на обработката на овој дел од молитвата. И иако не обработивме цела молитва, следниот пат ќе ја дообработиме, се надевам дека денес преку ова размислување научивме барем 3 важни вистини. А тоа е дека кога доаѓаме пред Бог, добро е да почнеме со Бог и со неговата големина во молитвата, да го славиме Бог за неговата големина, наместо да почнеме со себе си и со нашите рушевини. Второ е дека кога доаѓаме кај Бог во молитва, добро е да не доаѓаме со обвинение за другите луѓе, туку да дојдеме кај Бог за да преземеме одговорност. И третото е дека доброто познавање на Светото Писмо во голема мера ќе го подобри квалитетот на нашиот живот како христијани, ама исто така и на нашите молитви.